пресконференција требаше да се одржи пред повеќе од 2 месеца, меѓутоа поради самата состојба ја одложивме. Да не должа многу, се работи за меѓупограничен проект меѓу Република Македонија и Република Бугарија и би сакал во името на општина Куманово и како член на Совет на Североичниот плански регион да се обрати градоначалникот господин Боријан Чобицевски. Благодарам, господин Младен. Почитувани присадни, представници од општинската администрација, од локални институции, представници на невладиниот сектор. Особена чест и задоволство ми е што, како што рече Младен, ова активност требаше да биде спроведена многу порано, но видите со оглед на активностите кои што беа и варедната состојба во претходниот период, ја одржуваме со мало заоснување, но тоа не значи дека оние активности кои што беа планирани во рамки на овој проект се задоснати или не се имплементираат. Имено, денеска сме тука официјално да го испромовираме заедничкиот проект на општина Крива Паланка со фондацијата Профилактика за здравје од Софија, Република Бугарија. Насловот на проектот е Младите луѓе од Бугарија и Македонија заедно за туризам како здравствена превенција. Во рамки на самиот проект, Североисточниот плански регион се јавува како посредно, односно носител на оваа активност, затоа што ние го аплициравме преку Североисточен плански регион, бидејќи општината се јави како апликант во една друга апликација. Во рамки на самиот проект предвидени се изградба на 2 спортски терени и тоа може би веќе се со видливи градежни активности во близината на мостот во централното градско подрачје. Односно, еден терен за голф и еден терен за фитнес на отворено. Во оваа прилика морам да кажам, односно да изразам благодарност не само на Североисточниот плански регион, туку и на сите луѓе кои што на некаков начин директно или директно во рамки на општинската администрација беа вклучени во подготовката на самата апликација, но и во фазата на реализација, затоа што се тоа е резултат или заслуга на поголем број на луѓе. Во оваа прилика исто така сакам да го потенцирам и тоа дека освен овој проект од ИПА програмата за прекогранична република со Република Бугарија, општина Крива Паланка е веќе во фаза на потпишување на договор за уште еден исто така поголем проект, а тоа е поврзување на спортскиот центар со пешачка патека покрај Модел Македонија до манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски. Се на се во глобала со активностите кои што ги спроведуваме, не само оваа година, туку и претходната година, општина Крива Паланка се промовира како спортска туристичка дестинација. Имено, вчера имавме средба со представници од Сдруженијето Такт од Скопје и Германското друштво за техничка соработка, со која што ќе ја споделам и оваа информација, таков е моментот, ќе продолжиме со активностите кои што ги спроведувавме минатата година и покрај општина Крива Паланка оваа година ќе биде вклучена и општина Карпош, а општина Крива Паланка ќе биде ментор во тие активности. Исто така, тука се представниците од консултантската куќа со која што непосредно пред оваа пресконференција имавме и прв консултативен состанок за изработка на стратегија за развој на туризмот во Крива Паланка. Една од точките во таа стратегија за развој на туризмот е спортот како можност за промотор на локалните ресурси кои што ги имаме. Се на се, во моментот во Крива Паланка се градат 6 различни спортски терени, со онаа патека за која што реков треба да подпишеме договор исто така со заедничкиот секретаријат од Кюстендил. Во најскоро време ќе отпочнеме со реализација и на патеката за изградба од спортскиот центар до манастирот Јоаким Осоговски, би бил некаков седми објект. Верувам дека јавноста ја препознава желбата и напорот на општина Крива Паланка да вложуваме во младите, во спортот, во здравиот развој на секој поединец. Во таа насока беше и јавувањето од Фудбалската федерација на Македонија вчера и тоа по нивна иницијатива да дадат или да го поздрават она што го правиме, но во исто време и да ни понудат да и тие финансиски учествуваат со нивни финансиски средства и некакви активности во рамки на спортскиот комплекс на кој што во изминатиот период направивме доста промени. Се надам дека сте задоволни и вие како граѓани затоа што се тоа што го правиме за општо добро, за промоција на нашиот град во најдобро можно светло. Околу самите детали
на самиот проект, времетраењето, самата инвестиција би му дал збор на председателот на Североисточно-Шампански регион господин Младен Протич, а во меѓувреме се надам дека видеоврската со партнерите од Софија е воспоставена дека ќе можат тие да ни се обратат како што беше план. Ви благодарам. Младен, повеќе. Благодарам и на вас. Би сакал исто така да кажам дека за партнерот, кој ќе пробаме да го повикаме, партнерот е Профилактика за здравје, Фондација Профилактика, практично тоа е невладина организација, меѓутоа е регистрирана како здравствена организација, таа работи со медицински методи, меѓутоа со алтернативни методи и целта на ова фондација е посебно работа со деца и со деца со посебни потреби. Знаеме дека децата денес се на компјутери, знаеме дека многу тешко ги вадиме на улица да се играат спортски активности, така да токму овој проект е наменет за тоа и ќе се формира еден центар во Благоевград, каде што ќе може бесплатно, значи децата да отидат и да имат преглед во зависност од тоа со како проблем мислат родителите дека се соочуваат. Ја би пробал сега да го повикаме господин Маникатов, доктор Маникатов, ако е можно. Добре, значи от гледна точка на изпълнението на проекта, това, което се случва, мисля, че ще справим и ще влезем в сроковете за изпълнение. Първа дейност и вие и ние сме прекратили, доколкото е известно, но втора дейност, мисля, че още малко ни трябва да се поръчим оборудването да отворим здравния център, за да можем да свикаме македонските деца и българските деца да се направи съответно кръгла маса и всичко останало. Към трета дейност имам информация, че сте свършили 50% за изграждането. И да видим четвърта дейност, вие сте си свършили вашата работа, ние в момента все още търсим изпълнители по дейността. И остана публична индивидуализация, пета дейност. Надявам се и за това нещо да приключим цялото изпълнение на проекта. Ако има нещо, където е преценявали някакви въпроси, може да ги коригираме заедно. Ја ви благодарам што одвоите наше време да се јавите. Ви посакувам добро здравје на сите таму во Благоевград и во Република Бугарија и се надеваме брзо да се видиме во однос на срештата, да пуштат границите. И аз се надявам, Младене, по-бързо да се видим, да може да се изпълним ангажиментите до края. Поздрави на градоначалника и на всички около тебе. Сите те поздрават, има преку 50 хора. Ти посекува здравје. Благодаря ви много. Ако има нещо, се чуваме и продължаваме в правилното насока. Ви благодарам.